Повеќе пари од државата за општините предвидуваат новите измени на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Измените подразбираат зголемување на ставките од персонален данок и данок на додадена вредност за 50, односно 100%. Предвидено е постепено зголемување на приходите од личниот данок на доход од сегашните 3% на 6% до 2024 година. Односно, 2022 година тоа ќе изнесе 4%, 23-та 5%, 24-та 6%. Во законот се предлагаат измени во зголемување на делот на дотацијата, односно делот од данокот на додадена вредност што оди за општините. И тоа од сегашните 4,5% на 6%. На овој начин треба да се обезбеди поголема независност и креативност на општинските власти. Предложените измени на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа обезбедуваат стабилни приходи во буџетот на општината. Истовремено се зајакнува финансиската дисциплина и транспарентноста на општините, се намалуваат доспеаните, а не платени обврски. Измените доаѓаат непосредно пред започнувањето на така наречената реална децентрализација на општините, што подразбира поголеми ингеренции и обврски за кои се потребни и повеќе пари. Зголемувањето до 6% искалество во следните 2 до 3 години, значи поголема самосталност на локалната самоуправа, сигурни извори на приход и сигурни инвестиции. Тоа значи дека во буџетот на општина Виница ќе се сливаат некаде околу 2,5 милиони денари на годишно ниво. Тоа е една добра сума која што можеме ние како општина овие средства да ги вложиме во различни проекти во делот на инфраструктурата. Дополнително со реформата се работи на формирање нова агенција за регионален и локален развој, преку која ќе бидат достапни повеќе средства за инфраструктурни проекти за општините, што ќе придонесе кон побрз регионален развој. Оние општини пак кои нема да работат добро и со парите ќе се однесуваат расипнички и неодговорно, ризикуваат финансиска нестабилност која ќе се прогласува по сила на закон.